Пожарот, кој веќе втор ден е активен на потегот помеѓу беровските села Будинарци и Митрашинци, од попладневот деломно е ставен под контрола. Ризикот од ново ширење и понатаму е присутен, бидејќи временските услови не им одат во прилог на пожарникарите. Во моментот состојбата со пожарот меѓу населените места Митрашинци и Будинарци е локализиран, меѓутоа се очистиот не е целосно згаснат. Значи, еден од проблемите кој не може целосно да го ставим под контрола огнот е ветрот кој дува на овој простор и во моментот се сконцентрирани оксидите делови од воздух. Во гаснење на пожарот ангажирани се 110 луѓе и 17 возила, авион и хеликоптер. Првична проценка е дека се зафатени повеќе од 50 хектари деградирана букова и дабова шума. Дел од шумата која што зафатена е претходно исечена, има доста расфрлани гранки. За среќа пожарот се движи ниско по земјата, поголем дел од високите дрви, од буковите и дабовите дрва при живот не се оштетени. Од Дирекцијата за заштита и спасување апелираат за одговорно однесување во шума, бидејќи пожари од ваков тип се резултат на човечки фактор. Значи нема пожар кој што сами од себе си се појавува негде на некое место. Ова е место, односно простори или пак шума кој што не може да гори туку така лесно. Нормално дека сигурно е запален на некој начин. Апелирам до сите граѓани да бидат многу повнимателни, да пријавуваат било што гледат нешто сомнително или пак да интервенират, односно да се вклучуваат во доброволното згаснување на пожарите заедно со сите чинители кои што се на терен. Првичните проценки се дека овој пожар нема да биде како минатогодишниот кога огнот направи над 30 милиони евра штета во Малешевијата.